Благодарам, председателе. Имено од кога стана актуелна темата за покачувањето на минималната плата, ВМРО ДПМН кажа дека ќе интервенира амандмански во овој предлог на закон со цел да никој не биде обесправен, односно да се поттикне едно, би кажал, скалесто покачување на останатите плати, кое што е образложено преку детални членови, кое што е направено согласно еден систем кој што треба да ги даде одговорите на сите прашања кои што можеби некој ги има од аспект на овој закон. Најнапред, пред да почнам со дискусијата, сакам да кажам дека ВМРО ДПМН ќе го поддржи предлогот за покачување на минималната плата заради тоа што нешто што е добро и што некогаш било воспоставено треба да продолжи со континуитетот, и за таа цел ВМРО ДПМН во 2012 година и го воведе овој концепт на минимална плата, но и заради тоа што силно веруваме дека секој еден денар во буџетот треба да заврши повторно кај граѓаните и во иднина треба да се продолжи на овој начин да се враќаат парите токму кај оние на кои што им се најпотребни, а и за тоа постои буџетот за да може да ги обслужи и нели потребите на сите граѓани. Но она кое што е многу важно и кое што треба да се напомене е дека потрошувачката кошничка на основните прехранбени продукти продолжува да расте. И доколку во месец, би кажал, декември беше 35.041 денар, сега е зголемена за 30 дена за цели 700 денари, и сега потрошувачката кошничка изнесува 35.811 денари. Тоа значи дека трошоците на живот се зголемуваат, тоа значи дека повторно се утврдуваме на оној, би рекол, ранкинг на најсиромашни земји во Европа, каде што го држиме високото 4-то место. И не се проблем само минималните плати, туку проблем е тоа што не се зголемуваат платите и кои што се ниски во сите сфери на општеството, нешто кое што мора да се промени. Уште поголем проблем е тоа што владата нема чувство за граѓаните, и тука ние апелираме и конкретно нашето амандманско решение оди на тоа да владата ги симне розевите очила кои што ги носи и да ја признае реалноста која што е многу поинаква од она дека гастарбајтерите се враќаат од Германија и дека уживаат во минималната плата која што сега во моментов се зема во Република Македонија. Она кое што треба да го знаете дека минималната плата е тема на секаде во светот, и токму оваа година оние кои што ја добија Нобеловата награда за економија ја добија заради тоа што го обработуваа концептот или феноменот на минималната плата. И не се завршува работата со едноставно зголемување на минималната плата, туку со опсежно зголемување на платите, кои мора да бидат усогласени со коефициентот на сложеност на работната сила. И тука не треба посебни формули, туку почитување на веќе договореното. Она кое што владата го договорила со синдикатите и со работниците, тоа се колективните договори. И логично се поставува прашањето каква е таа социјална правда кога не се почитуваат колективните договори. Затоа ние денеска предложуваме амандман, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, закон за минимална плата, односно амандман на законот за минимална плата, каде што ќе растат платите во јавниот сектор заради една единствена причина, што минималната плата, економски кажано, врши притисок на останатите плати, и тоа ќе ви го објаснам детално, за да разберете дека ова е економски издржана теза, а не паушална теза која што само се произнесува да се оспори, би кажал, нечиј успех. Бараме износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивои и во сите области да се усогласи со порастот на минималната плата, при што скалесто се зголемуваат платите каде основната вредност на нискиот коефициент и бод се изедначува со износот на минималната плата. А каква е сега ситуацијата и што предлагаме можете да видите во следната табела што сега ќе ја извадам, и дадена е симулацијата во градинките и училиштата. И знам дека тука контратезата ќе биде за оној популарен закон кој што е предложен од вас, но ќе ја проширам малку лепезата и ќе влезам и во можеби пример со катастарските службеници или со службениците во судството, да ви докажам зошто она кој што вие го предлагате нема да го даде ефектот, односно зошто треба да се прифати концептот на скалесто покачување на платите. Тука во оваа табела, почитувана министерки, почитувани колеги, ги имам платите кои што сега се примаат по износ на, би кажал, моментална нето плата и како би се зголемиле, односно како би изгледа доколку вие го префатите нашиот амандман и доколку ги согласиме платите со колективните договори. Што е тука проблемот и зошто ние стравуваме објективно дека ќе се јави процесот на урамнетежување на платите, онаа урамниловка за која што вие велите дека нема да се појави. Кога ќе видите овде во градинките има
би кажал отприлика 8 занимања кои што го носат вака предзнакот на перачка, пеглачка, садомијачка, шивач, ракувач на парни котли, помошник ложач, набавуваш возач, готвач, помлад референт, референт и виш референт, кои што во овој момент примаат плата помало од 18.000 денари. Во моментот кога ќе се израмнат платите, односно кога ќе почнат да примаат минимална плата, овие занимања прво го губат оној процент на сложеност на трудот на работното место, а понатаму со години на искуство ќе се израмнат со платите со овие занимања доле кои што за волја на вистината се можеби со повисок степен на образованието и кои што процентот на сложеност на работното место е многу висок. И тука се јавува оној феномен за кој што ние апелираме дека ќе се случи со минималната плата и затоа ви укажуваме немојте вака да го предложувате како законско решение, прифатете ги нашите забелешки заради тоа што ќе се создаде демотивација на вработените. Еве додиме на основните училишта заради тоа што има тука и колеги кои што доаѓаат од образованието. Општ работник, хигиеничар, перачка, сервисерка, садомијач, ложач, ракувач на парни котли, економ, домаќин, готвач, хаус мајстор и возач. Исто така овој пат ќе се израмнат со минималната плата, но со искуството и со стажот ќе се израмнат со овие доле професии кои што може на некој начин со сите овие додатоци да го стигнат нивото на плата на еден наставник, приправник или на еден наставник. И тука се јавува оној феномен за кој што ние ви кажуваме и затоа ние го поднесуваме овој амандман. Или ако сакате за средните училишта. Општ работник, хигиеничар, перачка, ложач, економ, исто така со овој концепт ќе се изедначат во платите, повторно го губиме оној процент на сложеност на работни места и со сите додатоци може да го стасаат професорот кој што на тој начин и неговиот процент на сложеност на работно место е многу повисок од колку овие занимања, секако со должна почит кон сите почитувани лица кои што ги работат овие работни места и ја несомнено ги почитувам, но мораме да почитуваме и коефициенти на сложеност на работно место. Сега, ние онаго што го предлагаме и за кое што сакам подобро да ме сватат вработените во сите органи, ние предлагаме и доколку вие успеете да се надминете себе си да го прифатите овој наш амандман, во основните училишта, ако започнеме со општ работник кој што има коефициент 1 и досега имал минимална плата 15.200 денари, сега ќе има 18.000 денари. Тогаш соодветно надоле и хигиеничар, и перачка, сервисерка, садомијач, ложач, ракувач на парни котли, возач и така натаму, па се до наставник и приправник, платите ќе бидат зголемени, односно наставник приправник наместо досегашните 20.764 денари според амандманот кој што ние го предлагаме, а согласно колективниот договор кој што го имаат подпишано со синдикатот и коефициентот на сложеност на тоа работно место треба да изнесува 41.256 денари. Понатаму, исто така за наставник кој што има коефициент 2.5, кој што досега има нето плата од 24.782 денари и согласно амандманот кој што ние го предлагаме, сега доколку се усогласи со колективниот договор би требало да има нето плата од 45.054 денари. Истото го предлагаме и за средните училишта, односно професорите наместо сегашните 25.838 денари, нето плата би требало да земаат според предлогот кој што ние го даваме 45.594 денари. Она е во суштина амандманот кој што ние го предлагаме и очекуваме од страна на парламентарните партии истиот амандман да биде прифатен заради тоа што секој во оваа држава заслужува подобро да живее. Но да не бидам сватен дека се фокусирам само на образованието, тука ќе дадам уште два примери. Конкретно ќе се повикам на ставот на УПОС, односно на синдикатот кој што ги застапува дел од вработените во државната управа или во судската управа. На овој начин ние ќе ги израмниме платите во судскиот сектор, односно доколку, само да ви објаснам вака попластично, некој кој што земал плата, би рекол се 15.000 денари, овој пат со ова накачување кој што вие го предлагате, а без притоа да се почитува скалестото покачување на платата, вие ги израмнувате во судот многу голем број на вработени. Од друга страна, тука се јавува и простор за дискриминација, заради тоа што со растот на минималната плата низ годините, од 2012 година навака, вие на одредена категорија на вработени им давате поголеми можности, додека платата на администрацијата, конкретно во тие дејности, се зголемува за последните 5 години од 9 до 10%.
И така да можете вие во судовите да најдете вработен кој што има средно образование и со процентна сложеност на трудот многу понизок од оној кој што има високо образование и кој што процентот на сложеност на работното место му е многу поголем, да ги донесете до исто ниво и на тој начин да направите демотивација кај вработените. Или еве да ги земам катастарските службеници, со овој начин кој што вие го предлагате законот, ќе дојдеме до еден ефект на шалтерскиот службеник кој што е задолжен да ги издава документите, да зема иста плата со оној катастарски службеник кој што ги изработува документите и за кој што сноси кривична одговорност. Сега, дали постои ова да се надмине? Да, постои, и токму заради тоа ние во нашиот амандман имаме две цели. Првата е денивелација на платите и спречување на урамниловката, која што, колеги, неминовно ќе се случи, затоа ви ги представив бројките. А втората, ние во овој амандман даваме законска рамка за почитување на колективниот договор. Што значи тоа? Вашиот став е дека со минималната плата се уредува одреден дел, нели, кај вработените, додека тие други категории на вработени ќе оставиме во така наречен диалог, или дека тоа е уредено со колективните договори, каде што колегата Левков ви кажа дека во членот 8 во преодни и завршни одредби стои дека во наредните 6 месеци треба да се усогласат колективните договори со новиот закон на минималната плата, нешто кое што не е вистина, заради тоа што во вашиот мандат во неколкократното зголемување на минималната плата не се почитува тој дел од преодните и завршните одредби. Јас ги слушав и владините службеници, но ние дел од синдикатите каде што велат во моментот кога пратениците ќе ја донесат минималната плата, а ќе ја донесат заради тоа што ние кажавме дека ќе поддржиме ваков издаток кој што ќе заврши кај граѓаните, во тој момент тие ќе испрателе писмо до институциите, до приватниот сектор, каде што ќе укажале дека тоа треба да се почитува, но не, ние велиме вака, ајде во овој закон да внесеме измена каде што ние ќе ги ограничиме со законска рамка да го почитуваат колективниот договор на два начини. Ние наместо да ги усогласуваме за 6 месеци, ќе им дадеме рок, имате рок 30 дена да го усогласите колективниот договор со минималната плата и доколку не го усогласите, ќе подлежите под кривичниот законник на Република Македонија и ќе има одговорност. И на крајот од денот, зошто тоа го предлагаме? Заради тоа што треба да расте минималната плата, но мораме да ги покачуваме скалесто платите за сите други вработени, и од приватниот и од државниот сектор, затоа што самата минимална плата има ефект на потиснување на останатите плати. Ние не сакаме да ни се случи тоа што го најавуваат синдикатите. Вие сте сведоци, драги колеги, дека ССМ, дека КСС, дека УПОС и дека другите синдикати, пред да излезам тука прокоментирав со колешките, гледам дека и матичните лекари, односно комората на матичните лекари најавува штрајк за утре, токму поради ваквиот ефект на уремниловка кој што ќе се јави во компаниите. Затоа, на крајот, да го прочитам амандманот кој што ние го предлагаме. По членот 4 се додава нов член 4а кој гласи: став 1. Износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области се усогласува со порастот на минималната плата, при што скалесто се зголемуваат платите каде основна вредност на најнискиот коефициент и бод се изедначува со износот на минималната плата. И тука е оној ефект кој што ви го кажував со потиснувачката моќ на минималната плата. Во ставот број 2. Во јавните органи, институции, даватели на јавни услуги и установи, каде висината на платата се утврдува со посебни акти на работодавачот, подзаконски акти или други закони, а каде нема подпишано поединечни или грански колективни договори, платата на вработените се зголемува скалесто во сите нивоа, групи и подгрупи во процентуален износ во односот на претходниот и последниот износ на минималната плата. Со тука сме го решиле проблемот, за да нема одредени работодавачи или институции каде што ќе кажат нема подпишан колективен договор и по тој основ јас не можам да се усогласам и не им давам на вработените поголема плата, така да со овој дел од нашиот амандман можеме и тоа да го решиме. Во ставот 3, усогласувањето на износот на платите заради порастот на минималната плата, предвидено со ставовите 1 и 2 од овој член, подписниците на колективните договори, односно работодавачите, се должни да ги спроведат во рок од 30 дена од влегувањето на сила на овој закон. Значи не преодни завршни одредби во рок од 6 месеци кои што никогаш не се почитуваат, еклатантно 30 дена добиваш за да усогласиш минималната плата со колективните договори, со бодот и со процентот на сложеност на работното место, или во случај во ставот 4 ние
предвидуваме на непочитување на рокот од ставот 3 на овој член против лицата одговорни за применување на одредбите на овој закон, ќе се применуваат одредбите од кривичниот законник. За да не бидеме повторно обвинети дека зборуваме паушално, ние направивме една анализа каде што ќе понудиме точна и екзактна финансиска импликација колку ова скалесто покачување на вработените бија чинело државата. За 12 месеци ова покачување скалесто на платите, каде што ниту еден вработен нема да биде дискриминиран, каде што ќе се спречи урамниловка, ќе чини државата 160 милиони евра и видете, една случајност интересна, државата засега потроши 160 милиони евра за справување со енергетската криза. Или, еве да го посимплифицирам она што го кажувам, да имавме способни раководства во енергетските институции и да не ги потрошевме тие пари кои што ги трошевме сега за да можеме да покриваме нечија неспособност, ние ќе можеме без никаков проблем скалесто да ги покачиме платите и да бидат усогласени со минималната плата, да нема урамниловка и сите вработени во државниот и во приватниот сектор, кој што повторно овој пат нели се субвенционира, ќе најдеме средства и за тоа, секако доколку се работи домаќински, за да можат сите оние да бидат задоволни. Тоа е нашиот предлог за амандман. Се надевам, уште еднаш укажувам на сите, дека ќе треба трезвено да се размисли пред да се одлучи како ќе се гласа за ова, заради тоа што не е важно кој политички ќе профитира од ова, важно е да се погрижиме сите заедно како одговорни политичари за стандардот на нашите граѓани. Заради тоа што во спротивно ќе се случат штрајкови кои што ги најавуваат сите репрезентативни синдикати. Затоа јас ги повикувам синдикатите, граѓаните да не поддржат во оваа намера за да може да се изгласа овој амандман, заради тоа што е преточен во сите детални излагања кои што тие ги има во јавноста. Повторувам, овој амандман поднесен од ВМРО ДПМН е во согласност и е во корелација со сите ставови на најголемите репрезентативни синдикати во Република Македонија. Благодарам.